Да, се враќаме во студиото. Тука е господинот Јасмин Реџепи од невладината организација Легис. Како што најавивме, ќе зборуваме на тема мигранти. Господине Реџепи, добро дојавте во студио 10. Добро утро, добро ве најдов. Мигранти тема која се издигна на највисоко ниво на политичката агенда. Опозицијата и власта рече се секојдневно се напаѓаат или се обвинуваат на оваа тема, а прашањето е ќе има ли во Македонија наплив на мигранти или, уште поточно, на одбиени азиланти од Велика Британија, но и од Европската Унија. Певе како за вовед ваше мислење, ќе имаме ли ние ваков еден голем бран на мигранти сега? Пред се мора да знаеме дека сите овие информации што ги имаме се на ниво на шпекулација. Нема конкретни аргументи, бидејќи нема пишан никаков документ, никаква трага официјална дека е разговарано на оваа тема. Да, постојат тенденции и од страна на Европската Унија, но и во случајот од Британија, да најдат начин како да се решат од оние луѓе кои што тие сметаат дека не треба да аплицираат или дека се одбиени за апликации при аплицирањето за азил. Ние како организација човекови права сметаме дека тоа е прекршување на нивните права. Тие штом се нашли на таа територија треба да им биде овозможена сигурност на таа територија, а не да бидат вратени во некоја си трета земја, а поготово не во Македонија, бидејќи Македонија го нема тој капацитет да биде таков вид на трета земја. Тоа е првично. Втора работа, Македонија не е земја која што сите тие мигранти сакаат да бидат вратени. Дури они кои што поминуваат низ Македонија, ретко кој останува, не застануваат. Ја немаме таа економска перспектива ниту за нив, ниту за нашите граѓани. И од таа причина ќе биде многу комплексно било каков план да се направи да тие луѓе останат во земја. Многу прашања се енигма на таа тема. Да речеме, дали тие луѓе треба и каде да бидат сместени, какви права ќе имаат, каква слобода ќе имаат. Не се работи за некој бран на луѓе. Тоа сигурно ќе би било луѓе кои што доаѓаат помалку, бидејќи знаеме како се случи во примерот во Албанија, каде што Италија отвори свој центар кој што самата го менаџира и внатре нема ни десетина луѓе, значи од тие што се одбиени или кои што не им е дозволен пристап во Италија и ги носат во тие центри. За жал таму нема никаква надлежност Албанија и тие луѓе се, да речеме, затворени, притворени, нема никаква слобода. Такво нешто не доаѓа предвид да се направи во Македонија, бидејќи имавме нешто слично 2016 година кога се затвори Балканската рута, каде што имавме останато околу 1500 бегалци, кои што бевме приморани како држава да ги задржиме во нашите транзитни центри, кои што беа транзитни центри, кои ги нема ни тие услови и капацитети за тие луѓе да останат на подолг рок, што направи додатни импликации на терен, и кои што, иако се направија огради да ги чуваат и се, тие луѓе повеќето си заминаа своеволно на свој начин, избегаа, значи од транзитните центри и се упатија кон Европа. Ние не би имале никаков начин како тие луѓе да ги задржиме доколку не сакаат да бидат тука. Имајќи предвид капацитетите на нашата држава, не сме со ова едно прашање туку така да се шпекулира, бидејќи на едно ниво на дефокусирање на јавноста. Да, ајде вака, значи вие кажавте на самиот почеток дека немаме ние конкретен документ или конкретен доказ. Оно што го имаме како информација, тоа се оние некои надписи кои дојдоа од британските медиуми. Имаше една емисија телевизијска каде што отворено зборуваат тие тамо дека Македонија е една од земјите со кои се преговара, како што тие велат, тие тврдат така, за прием на овие мигранти. Македонската влада го негира тоа, вела дека нема никакви преговори на таа тема. Таа тема, како што знаеме, отворено ја експлоатира опозицијата или опозицијската СДСМ.
Од друга страна, имаме еден по-транспарентен план на Европската Унија кој се зборува, иако се уште и тој не е ставен на хартија, за депортација на 20.000 одбиени азиланти на ниво на Европска Унија во трети земји, меѓу кои Западен Балкан, па така у тој контекст се става и Македонија. Тоа е она што го имаме како информација. Инаку да, немаме ништо конкретно. Дали од овие две информации кои ги имаме, може навистина да се насвети дека некакви мигранти ќе дојдат тука? Значи, тенденции постојат од страна на Британија и од страна на Европската Унија, за да се ослободат од тој терет кој што ги имаат, кој што се нарекува луѓе кои што според нивните некои правила или проценки не заслужуваат да бидат прифатени во рамките на нивните земји. Дали Македонија ќе биде една од тие дестинации зависи од нашиот политички фактор, дали тие ќе се договорат и што е тоа што би им се понудило за возврат. Знаеме дека Македонија во моментот е во многу лоша ситуација, економска, и дека било каква финансиска помош од било која страна, да речеме дали од Британија или од Европската Унија, би била добре дојдена, но тоа не се прави по секоја цена. Не по цена да задржите луѓе на кои што им се прекошуваат правата и вие треба да бидете некој вид на детеншн, некој вид на притвор нивен. Македонија е слободна земја и во Македонија сме да се прават таков вид на притвори или затвори, треба многу да се внимава. Реков дека е дефокус од реалните состојби, бидејќи во Македонија имаме еден, ги рековме, значи таа економска состојба, го имаме моментот исто така со раното затворање на буџетот, што ни дава основани сомненија за проблемот во државната каса. Од друга страна, да не се зборува за она што се вели над половина милион граѓани од Македонија веќе не се во Македонија. Каде се? Значи, тие се мигранти некаде. И сега ние ќе отвараме некоја тема, некој лов на вештерки, ќе креваме таа ксенофобија или расизам, тој страф од некои тугинци кои што ќе дојдат во земјава, само за да не се зборува за нашите кои што заминали, за причините зошто заминали. Односно, бидејќи тие немале основни услови за живот тука, секако загадувањето е тука, има еден куп работи, еден куп теми кои што можеме да ги дискутираме, но ова е тема број 1, иако не е како таква основа. Значи, правиме разлика помеѓу тоа тенденциите на Европската Унија и условите кои што се тука и колку таа тема има од корист на позицијата и на опозицијата да се одлече вниманието на јавност од реалните проблеми. Да, ова што го кажавте отвара едни и други дилеми, тоа се тие менталитетско-психолошки прашања, ајде да речеме, во поглед на Македонија, на целата популација овде. Јас би кажал, бидејќи гледам слични реакции, ајде да речеме, кај сите етнички групи. Ако гледам на социјалните мрежи, во коментарите доле, тоа е дека, но не би кажал дека Македонија е тука поразлична од било која друга држава во светот, секогаш кога се зборува за доаѓање на некој друг тип на луѓе, ајде да речеме, дали се работи за друг вид од етнички, религиски аспект, расен аспект, без разлика, секогаш постои таа ксенофобија, тој некој страф, ајде да речеме во наводници, па така и кај нас. Но ово што го кажавте е клучно. Македонија, вие велите, има 500.000 иселени. Некои податоци велат дека се 700.000 иселени од Македонија. Сите тие луѓе се всушност емигранти. И не знам дали тука граѓаните се свесни, кога зборуваат еве вака за некој страф од мигранти, дека тие нивни таму роднини, деца, пријатели, дека ги гледаат исто. Дали они можеби мислат дека во Западна Европа, во Америка, во Канада или во Австралија за тие емигранти кои доаѓаат од Македонија и ги сметаат за некакви
спасители кои дошле тука нив да им помогнат, или исто така тамо десните партии сакаат да се отарасат од нив, да ги депортираат и да ги вратат тука. Не знам дали сме свесни за тој момент. Да, многу пати се спомнува некаков криминал кој што дошол со тие мигранти во таа одредена земја и пораснал криминал и така натаму. И ние секогаш ме представат за некои си поинакви луѓе од нас. Сушност, токму тие наши луѓе кои што се наоѓаат таму, не зборам само од Македонија, туку од балканските земји, кога разговарате со нив или кога разговараат меѓу нив, секогаш наоѓаат начин како да ги надитрат законите на Европската Унија за да останат подолго, да останат на црно. Сето тоа се прекршување на тие нивни закони, на тие нивни правила. И каква слика тие оставаат за нас утре во нашите земји. Исто така постои бројка на наши граѓани кои што биваат враќани од земјите на Европската Унија. И треба да се зборува и за тоа и поради кои причини биле вратени. Значи не може само да гледаме дека некои други се да ги демонизираме, а нашите се некои ангели кои што Европа едве чека да ги прими кај нив. Да, можеби, нашите доктори, инженери, нашите студенти, нашите млади кои што докторираат таму, кои што се ефикасен кадар утре во тие нивни општества, но не и тоа не е позитивно за нашата земја, бидејќи многу наши градови, села се опустошени, стивнати се, не затворени се училиштата, игралиштата се тивки, значи тоа е еден голем проблем кој што треба да се вратиме кон нас и нашите проблеми, а не да гледаме сега кој на кој начин ќе доаѓа. Мигранти има во Македонија. Значи ги има оние кои што поминуваат низ земјата, мигранти имаме оние кои што доаѓаат цело град, оние кои што доаѓаат од друг град во главниот град. И тоа е миграција. И забраваме на тој момент. Миграција кога ние одиме на нашите викендички некаде надвор од Скопје или мигранти се и оние кои што доаѓаат и кои што ги гледаме се повеќе по хотелите и по рестораните кои што работат и одредени други услужни објекти кои што нормално доаѓаат легално, аплицираат за работа, но не нашиот однос, да речеме, има тоа е веќе друго прашање, каков е нашиот однос кон нив, како се прифатени, колку се платени, дали се платени како нашите граѓани и дали тоа е една од причините кои што и тие дури не остануваат. Тука имаме ситуации кои што по медиумите се спомнуваат дека толку и толку луѓе од Непал или од таа држава работеле тука, потоа заминале, му избегале на работодавачот. Сето тоа треба да се земе предвид. Еден ваков вид на доколку е утре се обистини дека е еден ваков план, доколку се обистини дека е вистинит, пред се според мене треба да седне власта, опозицијата заедно со експертската јавност и да се направи една стратегија за бегалци и мигранти, која што знаеме дека 2017 година пак улогите на власта и опозицијата во тоа време беа сменети. Сега кога ги гледаме и ги слушаме нивниот наратив на едните и на другите, како овие напаѓаат, а тогаш бране и како овие бране, а сега напаѓаат, тоа е еден голем циркус и навистина е дефокус на јавноста од реалните проблеми. Да, тогаш ВМРО-ДПМН собираше подписи против нелегално населување на мигранти, сега истите ги собира СДСМ, што е навистина смешно на некој начин. Да, и многу е лошо бидејќи од тоа собирање на подписи тогаш не видовме ни еден мигрант дојде. Да, политичките, затоа велам, ни тогаш немаше никакви документи, нема ни сега. Ние не можеме да зборуваме се на ниво шпекулација, се дека не постои одреден документ за кој што може да се разговара, да се видат тие услови кои се и да седнат сите заедно за да направат одредена стратегија. Како што реков, стратегијата уште од тогаш не постои, а овој наратив кој што одредени политички субјекти го пласираат во јавноста е многу погрешен, бидејќи ја буди таа
ксенофобија, тој расизам, таа нетрпеливост кон друго човечко суштество или други човечки суштества кои би се нашли во нашата држава. Скоро читав по социјалните мрежи како Македонија мора да како овој план за миграција е толку лош за Македонија што ќе го изгуби својот идентитет, етнички, конфесионален, што е тотална грешка, бидејќи Македонија самата по себе не е моноетничка, не е моноконфесионална, напротив, уставно спомнати се десетина етникуми во државата, 5 религии, значи мора да внимаваме дека одредени наративи не смеат да запалат одредени емоции кај нас граѓаните, кои што ќе бидат пред се емоции на нетрпеливост или омраза, бидејќи таквите утрет се преточуваат во дела од омраза, а тоа е веќе дестабилизација на нашето општество и затоа мора да бидат спречени навреме и да не се шири такво едно мислење и такви идеологии меѓу граѓаните. Да, вие ги спомнавте работниците кои веќе работат, тука ги гледаме, многу често се присутни работниците од Непал, но и од други држави. Оно што е интересно е дека тука во оваа емисија друг гостин спомна дека во Македонија има 80.000 легално пријавени странски државјани кои работат, студираат и така натаму, што за некој можеби е фрапантна бројка, но тоа е реалноста, еве кога зборуваме за мигранти, нели? Ние имаме веќе 80.000, не знам дали сме свесни дека ги имаме, но со недостатокот на работна сила, со тоа што сите веќе млади гледаат да отидат надвор, дали е тоа Малта, дали е Хрватска, дали е понатаму, гледаме дека Словенија отворено нуди бесплатно студирање за македонските студенти. Не знам колку сме свесни како општество дека уште многу ќе мора да увеземе ние мигранти само за економијата да ни тече, ништо повеќе од тоа. Да, како што спомнав претходно, голем број на експерти и на кадар кој што е потребен на државата е надвор од Македонија и за жал немаме начин како тие да ги вратиме назад, ниту како да ги замениме. Луѓето од надвор не значи дека ќе бидат еднакво обучени како тие наши кадри во државата. Луѓето од надвор имаат поинакви трошоци од оние кои што се граѓани тука, кои што го разбираат ова поднебје, кои што ќе знаат подобро да се завршат работата отколку од оние кои што не се од тука, имаат поинакви трошоци и така натаму, и затоа не е толку исплатливо да се работи на тоа да нека одат нашите, ние ќе земеме други работници. Не, тоа е погрешен начин на размислување, но сепак не се случува. И поради тој погрешен начин на размислување ќе одиме уште подлабоко во таква една криза. Да, има голем број на работници кои што се странски работници кои што се во државата и кои што не се толку забележливи. Тој бројка вие кој што го спомнавте е далеку поголем од онаа бројка која што се шпекулира дека би дошла од Британија и во отприлика 1,5 милион луѓе колку е останато во државава или помалце, 10 или 20.000 луѓе е незабележливо и нема такво влијание, бидејќи еве како што рековме 80.000 луѓе и не се така видливи за нашето општество. Да. И за крај, колку на оваа цела приказна за мигранти, азиланти, за она што се повеќе се зборуваат депортации од западноевропските држави или од Велика Британија, влијае политиката на американскиот претседател Доналд Трамп. Бидејќи тој отворено тоа го прави во Соединетите американски држави и отворено ги повикува европските држави да го прават истото, дури вршејќи им еден константен притисок на оваа тема. Но гледаме дека имаме и пораз на некои десни партии во Европската Унија или во европските држави, што секако може да се забележи една корелација со политиките на Доналд Трамп.
Секако, и за време на првиот мандат, тоа беше истата политика, и не се случува истите работи, се пренесува и во на европскиот континент и конкретно во Македонија. Истото се случува и сега. Тоа оди политички, оди во оние сродни партии влијанието. Некои од тие партии се на власт или се во пораз, па стануваат власт и спроведуваат такви антимиграцијски политики, што сепак можеби Европа прави голема грешка бидејќи го нема тој луксус, бидејќи има голем гап на население кој што мора да се работно способно, кој што мора да се пополни, и истото се пополнува делумно од нашите граѓани од Западен Балкан, но се пополнува до некои што поминуваат, транзитираат низ Македонија, се од вон европските земји. И таква една политика е погубна, бидејќи кој ќе работи на пазарот на трудот, посебно работите кои што самите европејци не ги сакаат, а исто така ни самите американци не би сакале да ги работат. Верувам само дека по она што се случуваше во Њу Јорк и изборот на новиот градоначалник, се одбира една нова политика во Соединените Американски држави, која што ќе застане на правата на овие луѓе кои што ги имаат, ќе се спречи тој екзодус, таа масовна депортација и прекршување на човечките права, и кога истото ќе биде поинаква политика, таа политика ќе биде сменета во САД, истото ќе влија и на Европа, истото ќе се пренесе и кај нас. Да. Добро, господине Реджепи, ви благодарам за ова гостување. И благодарам вам. И ова беше Јасмин Реджепи од невладината Легис, и со ова ја завршуваме оваа емисија. Почитувани, ви благодарам на довербата и вниманието, и останете со програмата на Телевизија 24.